Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Невојша Карапеовски и еве што ви одбрав за следните 80 на минути. Искористете го моментот на нашата наклонетост кон проширувањето на Европската Унија. Михали Сарокас се обрати во Македонското собрание. И по интерпелацијата на Даути нема гаранции дека измените на законот за бранителите ќе бидат усвоени. Тошковски открива дали Министерството за внатрешни работи има информации каде е Груби. Изгледа не е чист како солза и нема приватни обврски. Министерот за одбрана Мисајловски најави најсовремена воена опрема, 6 нови договори меѓу Македонија и владата на Соединетите Американски држави. Обвинети припадниците на организираната криминална група за посредување во вршење проституција и илегална трговија со дрога. Половина од спомениците од Народно-ослободителната војна се уништени или оштетени, открива најновата публикација на Музејот на Тетовски крај. А емисијата ќе ја започнеме со една занимливост. Велешанецот СД, 47 годишен, на 5 јануари вечерта бил каснат од видра во местноста Капиновски вирови на реката Бабуна. Во езерцата чувам крапови и вечерта околу 20 часот, кога сакав да уловам некое парче, го осветлив просторот со батериска лампа и некое животинче скокна и ме касна. И тоа преку јакна и преку облека ме касна за десната рака. Парче месо ми искина. Видов дека е видра. Морав да барам помош од доктор, вели СД. Во Велешката болница го потврдуваат настанот. Вечерта на 5 јануари околу 21 часот и 30 минути на ургентното оделение е дојден пациент кој се пожалел на каснување од видра на десната подлактица. Извршена е хируршка интервенција. Пациентот е пуштен на домашно лекување, вели доктор Билјана Босилковска, портпарол на Општинската болница во Велес. Велешанецот СД е 45-тиот човек во светот што го каснала видра, според евиденцијата на Националната медицинска библиотека на Соединетите Американски држави. Според документацијата на библиотеката во евиденцијата за каснати лица од видра, која се водела од 1875 година до 2010, досега има само 44 каснувања во светот, а најголем број случаи се регистрирани на Флорида. Видрата е месојаден цицач од семејството на куните, таа е добро прилагодена за живот во слатки води. Видрите се познати како вешти пливачи, се хранат со риба, а активни се ноќе. Инцидентите според стручната литература се последица на човековото навлегување на територијата на видрата. Повредите можат да бидат доста тешки, бидејќи речните видри имаат остри заби. No
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Plaši Makedonija.
Македонијо, ти го ставаш гроб. Ој душманке влезе, жив нема да излезе Македонијо, ти го ставаш гроб. Сите политички партии треба постојано да придонесуваат за јакнење на улогата на собранието како форум за конструктивен и инклузивен политички диалог во насока на забрзување на реформите за членство во Европската Унија, повика амбасадорот на ЕУ во земјава Михалис Рокас во собранието на заедничка седница на Собранискиот национален совет за евроинтеграции и Собраниската комисија за европски прашања, на чиј дневен ред беше извештајот на Европската комисија за 2024 година. Рокас во обраќањето кажа дека треба да се искористи, како што рече, моментумот на наклонетост во Европската комисија кон нашата земја за почеток на преговорите за членство во Унијата. Би сакал да ве поттикнам да го искористите тековниот момент на наклонетост кон проширување. Има вистински моментум, има вистинска посветеност. Од наша страна сме посветени и подготвени да ви помогнеме да го изодите патот кон Европската Унија. Како што сите сведочите во последните неколку извештаи од Брисел, има голем интерес и благонаклоност кон Република Македонија да се отвори првото поглавје во преговорите. Новиот председател на Советот, новиот комесар за проширување и новиот подпредседател на комисијата Калас, сите ја изразија поддршката за вашиот пат кон Европската Унија, рече амбасадорот Рокас. Tebe momene
По оставката на пратеничката Илире Даути од функцијата председател на Собраниската комисија за социјална политика, демографија и млади, председателското место повторно ќе го пополни пратеник од редовите на опозицијската коалиција Европски фронт, но за сега нема најави кога ќе се случи тоа. Непознато е како ќе действува идниот председател на таа комисија во врска со измените на законот за бранителите. Се очекува дека идниот председател повторно ќе се обиде да го блокира донесувањето на законот, затоа што став на Европскиот фронт е дека нема да дозволи унапредување на правата на бранителите од 2001 година без да бидат опфатени и борците на ОНА. Но во таков случај за очекување е дека председателот ќе добие постапка за интерпелација во која лесно може да биде сменет како што беше сменета Даути. Во едно такво сценарио измените на законот на бранителите наместо да се донесат во скратена постапка како што беше предложено, ќе го претворат собранието во арена на нови меѓуетнички препукувања и партиски надмудрувања на штета на граѓаните и на угледот на законодавниот дом. Пратеникот на Алијансата на албанците Елми Азири, кој е дел од Европскиот фронт, по констатирањето на оставката на Даути, изјави дека за многу кусо време ќе завзема став како ќе делува коалицијата во врска со испразнетото место во Собраниската комисија за социјална политика. Предходно, од Европскиот фронт најавуваа дека Даути ќе остане на функцијата и покрај тоа што и беше изгласана интерпелација, но таа поднесе неотпобиклива оставка. Нема правни пречки Европскиот фронт повторно да ја предложи Даути за местото председател на Комисијата за социјална политика, но известно е дека мнозинството во собранието нема да ја гласа откако веќе и изгласа недоверба затоа што не го почитува деловникот. Образложувајќи ја оставката, Даути посочи дека тоа е врв на срамот што се случил во собранието. Таа порача дека незиното действување за ставање на законот за бранителите е врз основа на членот 3 и оти нема да прифати различни услови за действување надвор од деловникот. Зошто Апасиев и останатите пратеници од левица во врска со законот за бранители не побараа точката да се стави на дневен ред. Јас ќе ја додадев точката на дневен ред, но се поставува прашањето зошто пратениците тоа не го побараа. Рокот на ставање на точката на дневен ред помина и мене не ми дозволуваше деловникот да ја додадам таа точка. Овие 61 пратеник си играат мајтап со власта. За мене услов е да се почитуваат сите националности, рече Даути. Собранието на пленарна седница на 10 јануари со поддршка од 61 пратеник и 22 против изгласа интерпелација на председателката на Собраниската комисија за социјална политика Илире Даути. Интерпелацијата за Даути во ноември ја поднесе пратеничката група на левица поради тоа што Даути ги закочи измените на законот за бранителите. Измените ги предложи пратеничката Славјанка Петровска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Пратениците на СДСМ ја напуштија седницата на која се расправаше за интерпелацијата на Илире Даути и не гласа. Даути беше разрешена со гласовите на ВМРО, ДПМН, Знам и на Левица, а против гласаа пратениците од албанските коалиции, Вреди и Европски фронт. Kako te mlada zaljubi I po tebe pamet izgubi Otkako te mlada zaljubi I po tebe pamet izgubi Stiga moja ta mladost, kaži mi ti I nasite skoro i veruvaj mi Meni ti stiga moja ta mladost, kaži
сите зборој верувај ми. Што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Се што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21 открива дали Министерството за внатрешни работи има информации за тоа каде е поранешниот вице-премиер и бегалец Артан Груби. Станува збор за оперативни информации на оперативно ниво, што ги добиваме и соодветно ги споделуваме со сите надлежни органи во рамки на други држави кои што да речеме имаат оперативни информации дека предметните лица се наоѓаат таму каде што сме ги добили информациите, вели Тошковски. Сепак, како што вели тој, официјална потврда од орган за тоа дали лицата се на нивна територија моментално немаат. Од ден на ден се повеќе и повеќе е сигурно дека се лага тврдењата дека осумничените се чисти како солза и дека немаат приватни обврски, порача Министерот за внатрешни работи. Тој зборуваше и за полицискиот службеник на граничниот премин, кој не го проверил екс-вице-премиерот Артан Груби дека се наоѓа на мерка стоп и го пуштил непречено да излезе од државата. Одделот за внатрешна контрола утврди дека е направена кардинална грешка од полицискиот службеник кој што требало да го запре, да го легитимира, да извести и да постапи по мерки од неговиот надреден во насока на нападствија кои што ги дало јавното обвинителство, истакна Тошковски. Како што вели министерот, веќе е поднесена кривична пријава против полицискиот службеник кој што дозволи ова да се случи. Поднесена е кривична пријава и постапено е од страна на министерството. Не е крив пајакот како на времето, додаде Тошковски.
ljubičica, po nas ljubičica. Все сретна ја, мома и момче, во тесно носокаче. Се сретна ја, се прашаја, каде оно дижлудо. Нитна војска, одам моме, нит од војска идам. Тук сум било над пазар, коња сум купило. Тук сум било над пазар, коња сум купило. Фати коња, лудо младо, однеси ме дома. Татко сака променица, мајке одменица. Татко сака променица, мајке одменица. Во соопштение, јавното обвинителство на Република Македонија открива дека се обвинети припадници на организирана криминална група за посредување во вршење проституција и илегална трговија со дрога. По завршувањето на истражната постапка што ја водеше основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во која учествуваа полициски службеници од Истражниот центар и од Одделот за организиран и сериозен криминал на Министерството за внатрешни работи, јавниот обвинител од ова обвинителство до Основниот кривичен суд во Скопје поднесе обвинителен акт против 10 лица и едно правно лице. 7 мина се обвинети како членови на злосторничко здружение што сторило кривично дело посредување во вршење проституција, од кои 4 се обвинети за кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело, а за кое се обвинува и правното лице. Останатите двајца припадници од групата се обвинети за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, додека на полициски службеник, освен злосторничко здружување, му се става на товар и кривично дело оддавање службена тајна. Организираната група ја создал првоосомничениот, кој ги организирал и координирал криминалните активности на другите припадници на групата во временскиот период од 2020 до октомври 2024 година. Таа се занимавала со посредување во вршење проституција и недозволена трговија со дрога, а дел од обвинетите ги прикривале нелегално стекнатите приходи од кривичните дела. Членови на криминалната група биле и 2 службени лица, затворски полицаец и полициски службеник.
Во текот на истражната постапка, тројца од осумничените го признали извршувањето на делата и се спогодиле со обвинителството. Врз основа на предлог спогодбите им е изречена затворска казна во траење од 2 години и 3 месеци и од 1 година и 8 месеци, а службеното лице е осудено на казна затвор во траење од 1 година и 8 месеци за сторени кривични дела, злосторничко здружување и оддавање службена тајна. За осумничениот кој е недостапен на органите на прогонот, постапката е прекината до неговото пронаоѓање. Во постапката се определени мерки кон вреден недвижен имот во Тетово и Гостивар, вреден подвижен имот, возила, накити, часовници од значителна вредност, како и парични средства и други предмети што потекнуваат и се принос од кривичните дела. Имајќи ги предвид околностите, поврзаноста на обвинетите и кривичните дела што им се ставаат на товар, јавниот обвинител цени дека во моментот мерката притвор е единствената со која во моментот може да се обезбеди присуство на обвинетите и непречено водење на постапката, па му предложи на судот истата да биде продолжена за секој од нив, се вели во соопштението на јавното обвинителство на Република Македонија.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ai, que urușițe
Министерот за одбрана Владо Мисајловски за порталот Курир вели дека 2025 година ќе биде во знакот на модернизација на македонската одбрана. Предходно подпишаните договори оваа година ќе ги реализираме. Најдраго ми е што огромните договори кои ги имаме подпишано со Соединетите Американски држави оваа година ќе ги видат сите. За брзо време на крајот на овој месец и на почетокот на следниот стигнуваат новите оклопни транспортери. Станува збор за Страйкер, кои се едни од најмодерните и очекуваме до крајот на годината да стигнат сите. Преку 40, што е навистина сериозна инвестиција, но и еден од најдобрите проекти. За брзо време ќе имаме една убава промоција, секој еден од граѓаните во Македонија да види каква опрема стигнува, рече тој. Мисајловски откри дека до крајот на годината постепено ќе стигнуваат во Македонија и лесните оклопни возила. Ќе имаме една сериозна бројка на оклопни лесни возила, каде што единицата, особено лесната пешадиска батальонска група, ќе можеме да видиме како ги добива овие возила, а потоа со нив функционира, согласно оние оперативни барања кои што ги имаме како министер, но и тоа што го налага НАТО. Имаме и други договори, имаме договор со Турција, со Франција, стигна артилериска и противвоздушна одбрана, истакна Мисајловски. Мисајловски ексклузивно за Курир откри дека пред неколку недели на затворена седница на владата поминале 6 договори со Соединетите Американски држави. Станува збор за многу сериозна опрема, каде наредниот период ќе започне производство и наредните години ќе пристигне. Станува збор за еден од најсовремените беспилотни летала со домет од 10 до 20 километри. Конверзија на оружјето што го имаме, согласно со потребите од НАТО, со овој договор ќе направиме конверзија. Дополнителни договори за сајбер безбедност, бидејќи е многу важна, нагласи Мисајловски.
što da činam, koga je loša majka ti, ne ti dava da zaljubiš odlični te ergeni, ne ti dava da zaljubiš odlični te ergeni. Mnogo merak mila mamo, skoro jaze ke umram, kandi suj bre ludo mlado, što ti dava tako mi. Kandi suj bre ludo mlado, što ti dava majka mi. Повикувајќи се на сторија на порталот Сакам да кажам, опозицијскиот портал Рацин пишува дека е откриена шема во која бурекџилница во Битола за верскиот празник Василица измамила голем број битолчани кои учествувале на традиционалното вртење мазник со паре, со што накупувачите кои кај нив порачале мазник им открила каде се наоѓа среќната паричка. Аферата веќе доби име и се вика Мазник Гейт. Битолчанецот Зоран Ристевски во разговор за порталот Сакам да кажам раскажува дека останал зачуден кога порачал 24 мазници за Василица, а вработениот во бурекџилницата го прашал дали сака да му открие во кое мазниче се наоѓа паричката. Како што вели Ристевски, тој лично одбил да ја добие информацијата, но затоа пак многу луѓе кои чекале во редот зад него со задоволство ја прифатиле понудата. Инаку народот верува дека оној кому ќе му падне парето за Василица ќе го прати среќа цела година, а постои и обичај сите кои учествуваат да дадат пари кои завршуваат кај среќниот добитник. Во некои друштва од учесник се даваат од 100 до 500 денари. Ако се соберат 10 лица кои вртат мазник, се собираат и по 5000 денари за среќниот добитник на парето. Овој скандал секако не помина без политички препукувања на социјалните мрежи. Граѓани симпатизери на опозицијата обвинуваат дека ова е уште еден пример за моралниот пат на власта. Ги изневеривте битолчани, а сега и среќата им ја продавате. Каде е правдата, гласат дел од коментарите на социјалните мрежи. Се бара одговорности од премиерот кој, како што може да се прочита во коментарите, мора да се произнесе дали ќе дозволи среќата на народот да се претвори во приватен бизнис. И додека Мазник Гейт станува национална тема, битолчани сериозно бараат истрага за скандалот, дали бурекчијата ќе биде испечен од јавниот стран. Очекуваме СДСМ да излезе со официјален став, се вели во овој напис. Јас те пратив на вода Калино, јас те пратив на вода Калино, и на вода одиш, бело лице биеш, по ергени
davaš mori kalino. Pusto da ostane mamo lice to, pusto da ostane mamo lice to. Koga nema nego libe da go ljubi, tebe ne te slušam, mori majkole. Koga nema nego libe da go ljubi, tebe ne te slušam, mori majkole. Ja ste prativ na Osjekalino, ja ste prativ na Osjekalino. I na Osje odiš, belo grosje bereš, na Ergeni davaš mori kalino. I na Osje odiš, belo grosje bereš, na Ergeni davaš mori kalino. Pusto da ostane mamo grožje to, pusto da ostane mamo grožje to. Koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole. Koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Причини за крај, натрупани ко беда прашина, ама како да ни една од нив не е доволна, да ти кажам,
za bilo što se dvajica potrebni. Važno ista rana ke ne boli, isti spomeni. Aman Bože, сега pomogni. Odi dušo, odi, pa to tek te vodi tamo kaj što nova ljubav srce ke ti rodi. Odi dušo, odi, nemoj ne mi spori, ova naša ljubav ke nikako ne odi. Odi dušo, odi, pa to tek te vodi tamo kaj što nova ljubav srce ke ti rodi. Odi dušo, odi, nemoj ne mi spori, ova naša ljubav ke nikako ne odi. Нищо не ни остана, а имавме бар се што сакаме. Сега пак одново среќа негде ќе си бараме. Зарем нешто друго можеме? Неважно кој е крив, за било што се двајца потребни. Важно иста рана ќе не боли, исти спомени. Аман Боже, сега помогни. Оди душо, оди, па то тек те води таму кај што нова љубов срце ке ти роди. Оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов ке никако не оди. Оди душо, оди, па то тек те води таму кај што нова љубов срце ке ти роди. Оди душо, оди, немој не ми спори, ова наша љубов ке никако не оди. Висшите кустоси при Националната установа Музеј на Тетовски крај Кристина Томовска-Ристовска и Сашо Николовски се автори на најновата публикација Спомени и спомен обележја во Тетово и Тетовско од периодот на преродбата и Народно-ослободителната војна, која излезе од печат и во иднина ќе има и јавна промоција. Станува збор за публикација во која јавноста има можност да се запознае со фондот на споменични обележувања во Тетово и Тетовско. Нотирани се сите видови на обележување како споменици, спомен бисти, спомен плочи, спомен чешми и заеднички и индивидуални спомен гробови на загинати борци и жртви на фашистичкиот терор. Спомениците од Народно-ослободителната борба се витален дел од културното наследство и колективната меморија на градот Тетово. Овие споменици служат како врска помеѓу минатото и сегашноста и ја отсликуваат борбата на жителите од овој крај за време на Народно-ослободителната војна. Градот Тетово има богат фонд на споменици и спомен обележја со кои се промовира и презентира историското минато на овој крај. Во Полошкиот регион постојат многу спомен обележја кои се од посебно значење за историјата на Македонија. Овие споменици служеле како потсетник за борбата на градот и неговиот придонес за ослободување на земјата. Но по распадот на Југославија и воведување на либералната демократија и капитализмот во Македонија, спомениците на Народно-ослободителната војна беа оставени на заборав на времето. Многу од нив биле запоставени и заборавени, а нивната состојба се влошуваше во текот на времето.
Заради континуитетот на зачувување, одржување и презентирање на овие паметници од нашето поблиско и подалечно минато, Националната установа Музеј на Тетовски крај Тетово направи сеопфатно истражување на спомениците, велат авторите во предговорот на публикацијата. Во публикацијата се прикажани и детално опишани 40 спомен обележја од периодот на Народно-ослободителната војна и 3 од периодот на преродбата, а авторите констатираат дека другата половина од спомениците, 30 на број, се исчезнати или уништени. Тоа се должи на фактот што не е дефинирано кој е надлежен за нивното одржување. За најголем дел од спомен обележјата се грижи местното население. Голем проблем представува фактот што поголем дел од здруженијата на општинските одбори на Сојузот на борци не постојат или се згаснати. Таков е примерот со општинските одбори на Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба во Жеровјане, Вратница и Теарце. Во Тетово единствено се уште постои Сојузот на борците од Тетово, кој во рамките на своите можности се труди и се грижи достојно да ги обележи овие историски настани, се вели во предговорот на авторите. Авторите нудат детални податоци за текот на градбата на спомен обележјата со нивните димензии, материјална градба, автор на споменикот, имињата и годината на загинатите борци. Направена е фотографска компарација на изгледот на спомен обележјата при поставувањето и сегашната состојба. Теренските активности се одвивале во месеците септември, октомври и ноември 2024 година. Женати се, домакине породила. Женати се, домакине породила. Породила машко дете. Породила машко дете. Домакине, дене се јаде и пие. Домакине, дене се јаде и пие. Дене се свадба прави. Дене се свадба прави. Ако спиеш, домакине, разбуди се. Ако пиеш, домакине, развесели
развесели се. Ако пиеш, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за Волкот и Еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал Еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа. Ами, само стенка. Замавнал Еленот со рогатата глава, па прашал. Како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава и стурка од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал Еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил Еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал Еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за Еленот. Се стрчал кон него и му свикал. Стој, каде одиш? Каде? Прашал Еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мрднал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен. Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал Еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш Еленот предложил. Ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласувам. Потоа волкот си помислил. Па можам Еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал Еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и Еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол. Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил Еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели. Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол.
Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пушти лелката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.